Почитувани, добар ден. Го гледате новото издание на Црвена линија и секако во понеделник на самиот почеток на оваа работна недела веќе сме подготвени да ве вклучиме во ова издание и секако еве на самиот почеток да потенцираме дека особено не само што ќе сакаме да ги слушнеме вашите одговори, ставови, мислења, туку секако и да ги пренесете вашите лични искуства. А еве зашто ќе зборуваме. Регионот е погоден од снежни врнежи кои предизвикаа сериозни проблеми. 2 лица загинаа во Бугарија, едно во Молдавија, а во Србија, каде во неколку градови е прогласена и вонредна состојба. Кај нас, за среќа, првиот снег го немаше во големи количини, но сепак на патните правци низ земјава се случуваше вистински хаос. Од Македонија ПАТ тврдат дека од временските услови не биле изненадени. Распоредени биле со целата своја опрема и кадар. Новината ја префрлаат на возачите кои не ја почитувале одлуката за зимска опрема, како и на јавното предпријатие за државни патишта, затоа што доцна е одобрен договорот тежок 2 милиони евра за ангажирање трети лица. И им е доставен на 17 ноември, а без тоа не можеле да склучат договор. Ангажирање на трети лица за чистење на снегот е вечна тема. Затоа денешната тема е: ако патиштата не ги чистат трети лица, зашто не користат тогаш јавните предпријатија? Треба ли да се ангажираат трети лица или парите од тендерот да се искористат за набавка на опрема и отварање нови работни места? Тоа се прашањата со кои што се разбира ќе стартуваме со дискусијата денес во ова понеделничко издание на Црвена линија, но неминовно е секако и да ве потсетиме веднаш да не заследите на Инстаграм, доколку не сте го сториле тоа, и веќе активно од овој момент да се вклучите во Инстаграм стори анкетата. На Инстаграм стори ќе кликнете, а ние ќе ве прашаме: нов снег не очекува утре, дали повторно ќе бидеме изненадени? Имате 2 опции за одговор, едната е да, другата не. Изненадени или не изненадени, ќе видиме како ќе одговорат инстаграмчи, а процентуално резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. Секако потсетување дека оваа дискусија која што ја водиме во живо со вас, можете да ја продолжите преку коментари, шернување и лајкнување на Facebook профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Секако од неиме и на Твитер. Но најважно да ве има вас, со оглед на тоа што викендот на вистина беше предизвик. Па да видиме кои се вашите одговори, ставови, секако дали еве можете да споделите со јавноста и лични искуства, доколку се најдовте затечени во снежната лапавица, слободно така ќе кажеме, каде што може да кажеме слободно, иако Македонија ПАТ вели не ги изненадил снегот, сепак возачите беа изненадени. Добар ден. Изгледа, јас сум наред и прв. И прв и со вас го пробиваме овој мразпатот до Црвена линија. Ајде, нека ви е убав ден. Најубав ден, секако ви посакувам и вам. Па вам, види, дали ќе бидеме изненадени? Ние секогаш сме изненадени. Знаеш зашто? За тоа што е Македонија ПАТ и за државни патишта и све се носи фирма. Таа сега ќе ги зема тие другите лопови околу себе и да ги делат парите. Да, тоа е јасно и гласно. Кои се тие лопови? Зошто не ги вработува луѓето Македонија ПАТ? Државно предпријатие. Едно. Второ, државните патишта на кој степен ни дојдоа? Појдите по автопати, видите. Ево, например, од Хиподрум па до Тетово, тамо до вклучката. Каде е патот? Обиколницата. Каде е? Не може да возиш тамо, пишува до 120 негде. Негде 80, 40 не може да возиш од Дупка и сите коли од центрирање и све испаѓа. Не, таа е ептен, голема влага, се натегуваат тамо, се пазаруваат. Први, кој па вториот, па третиот и четвртиот и да заврши работа. Четвртиот што, со лопата? Кај се тие багери, кај се тие работи, кај е солта? Сега на ова време, разбираш, зимно време, зошто ние плаќаме патишта? Зошто ние плаќаме осигурање на колите? Зошто регистрираме коли? Поради што е тоа? Поради тие патишта да се издржа. И локални, и регионални, и меѓународни.
Благодарам многу, уште еднаш ќе потсетиме што бевте првиот и го пробивте овој пат до црвена линија. Веќе вклучуваме нов гледаш. Добар ден. Ало, добро вечер. Добро вечер. Дали е намален тонот на телевизорот? Да. Повелете. Вака. Значи проблем за чистење на патишата е МВР. Како секој ден се перчат по патот, со нивните големи радари, со нивните закони, казни, прчат, сега се наред. Како за на 15 декември знаат дека ќе казнуваат и ќе бара зимска опрема во возилата, а не виделе дека патот не е фрлено сол, нити ризба, нити опесочено. Се опесочува на секои 6 часа од 15 ноември до 15 март. Што гледат тие? Што барат на патот? Македонија пат. Колку возачи се пожалиле, дали има толку пријави пуштено према таа фирма? Се разбира фирмата. Од 5 до 15.000 евра од поплака. Дали ќе се најде таа фирма некогаш да чисти? Никогаш. Значи на некои гледаме низ прсти, а го малтретираме само народот. Еве за нашиот пат Кратово Секурица. Во петак завеа, во недела вечер помина камионот, се чисти. Каде се нашите денгуби? Каде се нашите нервози? Ќе умираме по патиштата, за да некој рече неприлагодена брзина на патот. Патот е 40 км од Страцин до Крупиште. Тоа личи на нешто. Срам врз срамовите. Благодарам многу за јавувањето. Сега ќе ве префрлиме виднаш и на профилот на Телма телевизија на Facebook и ќе почнеме и со коментарите кои што веќе ги имаме на нашата објава на темата за која што денес дискутираме токму со вас. Еве како изгледаме и таму и секако на Facebook црвена линија. Очекувам секој момент да ви покажеме како изгледаме на профилот на Телма телевизија на Facebook, дали ќе бидеме во можност. Како и да, нашето прашање е следно. Ако патиштата не ги чистат трети лица, зашто не користат тогаш јавните предпријатија? Имаме коментара од господинот Владко Цветковски, кој што го напишал следното. Под 1. Маврово Дебар, отварање на дупка поради подземни води. Под 2. Одрон и затварање на движење Делчево, Паланка, Дебар, Битолско. Под 3. Погодени од невреме Делчево, Паланка, Тетово. Под 4. Собраќајки, паднати дрва. Секогаш први на помош излегуваат екипите на Македонија пат, без собствен буџет, без ниту еден денар инвестиции од државата. Каде завршуваат парите од регистрација, акцизи, патарини. Оставени сами на себе. Пред да објавите некоја вест, информирајте се. Подготвени сме во секој момент каде сакате да дебатираме за состојбата на јавното предпријатие Македонија пат на било кој медиум во било кое време. Охрабрете се и викнете не да ви бидеме гости или не ви одговара јавноста да ја знае вистината. Напротив, прво ќе ви се заблагодариме еве што земавте учество преку коментар во ова денешно издание на Црвена линија. Ние сега го се јавивме во Македонија пат и нормално не упатија до дирекцијата до нов локал, каде што останавме само на добро познатиот звук, музички тон за да причекаме. Како и да е, секако е Владко Цветковски и како гледач може да го заврти нашиот добро познат телефон 023070005, а јас секако и ќе ве потсетам дека на telma.com.mk треба да се задржите и на овој наслов каде што стои дека Македонија пат и ЈПДП со својата приказна за вчерашниот снежен хаос на македонски патишта, всушност јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта има повеќе обврски меѓу кои редовно и зимско одржување на патиштата. Ова го пишува на главната страна на сајтот на Македонија пат. Сепак оттаму тврдат дека од временските услови не биле изненадени. Распоредени биле со целата своја опрема и кадар. Но велат некои не ја почитувале одлуката за зимска опрема, возеле со летни гуми, а не се почитувала ниту забраната за тешки товарни возила. Сепак
вчерашните случувања. Ќе подсетиме, ова е текст од 26.11, поточно од вчера. Се доказ, значи вчерашните случувања, колку е слаб капацитетот на домашното предпријатие, договорот за ангажирање на трети лица во расчистувањето на патиштата во зимски услови, тежок околу 2 милиони евра, се уште нема подпис. За ова и од Македонија ПАТ и од ДПДП имаат своја приказна. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали навремено обезбедивте зимска опрема? Еве, да почнеме така. Бидејќи... Да. Јас долги години сум работел во секторот за сообраќајни работи во Скопје, Охрид, така да добро сум запознаен со оваа проблематика. А за, еве да речиме, случајно во саботата доаѓав од Белград за Охрид. Така да снежни врнежи имаше по цел пат. Истото беше и во Србија. Значи, проблемот се јави на стража. Ние поминавме околу 19 часот према 20, супер поминавме, бевме со добро возило, со зимски гуми, немаше никаков проблем. Значи, имаш остатоци од каше снег на коловозот, може да кажеш тоа секогаш било и секогаш ќе биде. Али овие нашите граѓани треба малце да земат своја одговорност. Како тоа? Значи, таму имаше заглавено едно возило, и тоа морам да го спомнам, истото беше цистерна од Оилко, најверојатно од фирмата на Мак Петрол. Значи, возилото се извртело и нормално го блокирало патот, а возилата што се од Македонија пат не може да чистат. Така да ова не е само овај пат. Се случували... Но таа блокада секако не е намерна. Не е намерна, нормално не е намерна. Али со оглед на гумите не биле добри, не требало да се движи. Така да не знам дали се сеќавате, пред 7-8 години пресекат Охрид беше блокиран неколку дена патот. Благодарам подсетување, еве, и сега го ќе ве охрабрам, верувам дека сте и редовен гледач кој што зима активно учествува во Црвена линија. Завртете го повторно телефонскиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Па еве, не знам колку сте возачи, но еве, дали веќе направивте и смена на зимската опрема согласно законот? Да, јас сменив гуми. Добар ден. Да, ве слушаме. Е, сега ако патиштата ни ги чистат трети лица, зашто ни користат тогаш јавните предпријатија? Па јас за тоа се јавив најмногу, затоа што плаќаме уредно, значи регистрација на возила. Ве слушаме, продолжете. Значи плаќаме уредно све, ставам зимски гуми, значи носам ланци во кола, се во ред. Еве вчера беше Штип Свети Николе патот затворен. Значи не може да се проаѓа. Дали ме слушате? Да, продолжете. Така да патиштата ни нови, ни стари воопшто не се чистат. Патари ни плаќаме, редовно кршам бандаж и кинам гуми, никој за тоа не одговара. Јас многу често се прашувам зошто сето тоа кога никој јавно предпријатие не одговара за ништо ова. А ние се уредно плаќаме во земјава, ако не плаќаме уредно, извршители не рендат на секој ќош. А како го коментирате тоа што еве трети лица се задолжуваат за чистење? Најверојатно гледачката се исклучи и еве уште... Не, тука сум. Тука сте. Дали ви е пуштен тонот на телевизорот, бидејќи не се слушаме добро? Малку нативко ми е, не го слушаме. Целосно намалете го. И еве секако, зошто тогаш според вас трети лица чистат, а не јавните предпријатија? Па јас се чудам, тие што ги зимаат парите не чистат, а сигурно и не плаќаат на третите лица, затоа и третите лица не чистат. Доколку они плаќаат уредно, секој работодавач би ги чистал работите. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. За подсетување, секако со оглед на тоа што еден од гледачите направи напомена за тоа колку била лоша ситуацијата на самиот старт на врнежите со снегот, кој што не изненадија и оваа година. Ја спомна стража, јас ќе напоменам дека на telma.com.mk
Веќе од вчера стои дека стража е продна и неколку планински патни правци остануваат непродни. Забрана за камиони на патот кон Деве Бајр. Добар ден. Добар ден, Тина. Па повелете, еве, дали вие бевте затекнати од снегот? Дали вие патувавте? Не пато, не вака сега. Имаш една емисија, тражили сте, гледајте. Значи, тоа се случува во Македонија во сите сегменти. Еве сега за патиштата. Јас ги кривам самите шофери и безбедносните служби. Веќе кога дојде законот, ти уште постем гостивар, секој го возило ќе го соприш. Ако нема зимска опрема, и тешки, и лесни, нема да го пуштиш. Еве што кажа претходникот, што се од Мак Петрол што се преврти на некоја закочила цистерна. Значи нема да пушти, ќе го казниш. А ова дали патите за трети лица, па тоа не е само од ова влада, и другите влади ангажирај само да се дават пари, па дали ќе очисти, дали нема да очисти, тоа е друго. Него еден пример, јас во социализмот 84-5 е голем снег во Македонија и во Скопје, по старите памтат. Верујте, од сите фирми, ја во Пелагонија работев, од граните, тоа, све што можеше, за едно денонокие, Скопје се очисти. Нема не секам да пушти од Пелагонија багери или што било те возила. Значи, што сте, кога би имало кај нас некој ред, една дисциплина, а полицајците нека казнуваат. Гостивар или од Кисело стража најударно место, проблематично. Казнувај го. Него... Благодарам за вклучувањето, подсетување. Само внимавајте, ве молам на тајмерот. Интересно е дека има возила кои што имаат опрема и може да им се случи и со опремата секако да се заглават. Ние исто така што ме прашуваме во Црвена линија во денешно издание, ако патиштата не ги чистат трети лица, зашто тогаш ни користат јавните предпријатија? И дали треба според вас да се ангажираат трети лица или пак можеби подобро е тие пари да се применат од тендерот за набавка на модерна опрема, отварање нови работни места? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве замолувам. Тендерот за набавка на модерна опрема, отварање нови работни места. Добар ден. Дали ќе го намалиме тонот на телевизорот за да се слушнеме? Утка те вклучува. Намалете го целосно, ве замолувам. Ај, виши, мајка. Дали ќе го намалиме тонот на телевизорот за да се слушнеме? Дали се слушаме со гледачот? Добар ден. Најверојатно не. Еве, бевте сведоци практично како изгледа кога нема да се намали целосно тонот на телевизора. Знам дека тоа постојано го повторуваме, но може би некои од гледачите прв пат се вклучуваат и затоа не можеме да се слушнеме. Зборувајте само телефонски преку слушалка со мене. Добар ден. Телефонски преку слушалка. Ете, повторно се слушам од телевизорот, намалете го тонот. Ало? Добар ден. Видете нешто се дешава. Дали е намален целосно тонот? Ја не те слушам. Значи на телефон ја не те слушам. Навикнат сум, јас се јавувам редовно. Еве, редовен гледаш. Ама тебе не Ја те ве слушам, не слушам знам дали одлично. сум ја у моментот на линија. Ако го пуштам телевизорот, ќе слушам закаснет звук. Ние од 5 одлично ве секунди. слушаме, дали ме Сега, слушате мене? Не можам тебе да те слушам. Ја ќе зборам на Жими мајка, значи, па докај ќе стасам до таму. Зборам на Жими мајка, значи. Така. Готово, намален е телевизорот тонот и сега ќе зборам, значи, вечерта кога се деси таа ситуација таму кога беше снегот, мислам дека ни екипи не можеа да спасат работа, тоа е нешто чудо, толку брзо се случи настанот. Значи јас на Отовица патарината за према Скопје, према Капано одидам и тоа Велешко брдо што го вика тоа местото тука, каде што скоро секогаш мора да патиш залет на суво време па да истераш некаде горе со 100 км на саат. Значи од тој мостот што е над Велешко езеро што проаѓа, од тука натака како друг свет да се влегла.
наеднаш снег и тоа снег може до глуждови. А до мостот сув асфалт. Мислам не сув, влажен, ама асфалт е. Тоа е толку брзо и одма само што изврве 500 метри веќе почна тука камиони да се гледаат извртени, автобуси извртени. Ја мислам дека никој не можеше тука да спаси ситуација, тоа е нешто чудо, многу брзо се деси, многу брзо. За 3 минута све се позаглави, сообраќај све се позаглави. А инаку би кажал за ова за трети лица, ја би се ги укинал овие предпријатија, значи јавни да ги нема. Бидејќи тоа се партиски војници, лепачи на плакати и све останато, еве се гледа по нив колку работат. Ако веќе, која е најдобра приватна фирма се покажала тука, не се ангажира и чао со неја соработува, ама неќат. Партиски војници се поздрав. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме секако со вас, еве можевме да слушаме и од гледачот како било на лице место, затоа еве ве охрабрувам, ако имате лично искуство околу случувањата во викендов, да ги споделите. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Во врска со емисијава нешто сакав да додадам. Гледам гледачиве дека кој како секој по нешто си има свој искуство, си кажуваат. Јас сум гледач од Гостивар. Зошто е префрлаат вината на полиција, на ова, на она, кажуваат дека несоодветна опрема. Полицијата нека си врши својата работа. Тие возачи што нема зимска опрема, гуми, комплет, тоа што треба, нека ги казнуваат, како што знаат да казнуваат за брзо возење, за се некои работи други, нека ги казнуваат и за тоа. Меѓутоа, треба и полицијата на местата кај што имат поголеми превои, како што е Ѓавато, како што е Плетвар, Стража и некои X места други во Македонија, да си постават полиција, товарни возила, да не пуштат да одат према тие места, кога гледат дека алармирано е, дека ќе има зима, се очекува морежниот снег, да ги запираат тие тешки возила, дури да ги запираат да не ги пропуштат и возилата, да ги отклонуваат тие што се со летни гуми, дека условите на патот не дозволуваат за тоа. Тоа треба да си го врши полицијата. А околу неодржувањето на патиштата, милиони евра се делат во денот, само од патарини. 1 милион возила да и поминат патарините низ Македонија, тоа е по 1 евро, милион евра. Па друго, колку возила се регистрирани низ Македонија со тоа што... Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Ќе повторам секако 90 секунди време трењето, но секако додека траеме повторно можете да го завртите нашиот број и да се добиете нови 90 секунди. Внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Се јавува Зоре од Демирхисар, од Прсано, од Единаковци. Голем поздрав до вас. Фала, јас изненаден бев во саботата, си иде во Струга, во Кичево ме пати снегот. Меѓутоа кога дојдовме во Демирхисар, почна да врни, после ручеко, се изненадив сабајлето во неделата како сите патишта во Демирхисар беа чисти. Не знам, благодарност голема, дали на локалната самоуправа, дали на Македонија пат, не знам, јас имав некои работе во неделата да прошетам низ Демирхисар, немаше ретко, докај што појдов сите патишта беа чисти. И разбрав, некое дете од Вардино било запослено во комуналното предпријатие и цела ноќ чистело по име Денис се викало, јас не го познавам детето, цела ноќ чистело, патиштата беа чисти. Многу наврна во Демирхисар снег и прв пат сум изненаден во моите 60 и кусур години, прв пат сум изненаден така од вечерта да врни снег, сабајлето да можеме со колите да излезиме и да прошетаме низ Демирхисар. Зборувам локално. За Демирхисар не зборувам за Битола, за Прилеп, за Стража, за Маврово. Зборувам за кајнат во Демирхисар. Нарочито за долниот дел на Демирхисар, горниот не знам како беше ситуацијата, пошто не бе појден. Ви благодарам на сослушувањето и бидете поздравени.
Големо благодарам и за вашето јавување и секако дека сме тука заедно со целата јавност да ги сослушаме не само вашите одговори, туку и вакви реални искуства и впечатоци. И секако ќе надополниме дека што се однесува до акцијата и работата на Македонија Пат има и како и пофалби, не се секогаш само критики. Но прашањето е треба ли да се ангажираат трети лица и парите од тендерот всушност да се насочат за да се овозможи набавка на модерна, солидна опрема и секако отварање на нови работни места. Добар ден. Добар ден. Повелете. Црвена линија? Да, повелете, ве слушаме. Јас сум еден од добавувач на опремата на Македонија Пат. Од 2017 година Македонија Пат ми ја нема платено опремата што ја зема од мене, запослуваат луѓе што политички се знае како запослуваат луѓе, така да во самиот старт опремата кошташе 70.000 евра, сега кошта 120.000 евра. Ако сакаше господинот Владо Цветковски да полемизира на темата за плаќање и неплаќање, за одржување и неодржување на таа патна инфраструктура, слободно може, јас ќе оставам мој телефонски број и јас да дојдам, како можат нивните деца да земаат и да мислам како можат вработените да земаат плата, а како може опремата што им е дадена од 2017 поклон од фактички кога не ми е платена поклон е дадена, како може да не ни ги исплаќаат долговите Македонија Пат. Поново закон сега некако се донесува, ако застари значи фактурата над 10 години, нас не ни следува ништо. Дали ја водите битката по... Да, на извршител сум од 2017 сум 956 и на извршител. Од 2017 година сум 956 на листа на чекање. Тони Митковски, Раско Македонија фирмата е. Јас не си го кријам образот. Се сменеа 3 генерални директори, никој не сака да ме изслуша и да ми го вратат долгот. Големо благодарам што со јавноста споделивте информација и можеме само да кажеме, ето можете да слушнете досега што се кажа гледачите, вклучувајќи го и гледачот кој што на некој начин е и директно засегнат со целата оваа ситуација, односно со состојбите во однос на јавните предпријатија како што е и Македонија Пат. Благодарам за јавувањето, продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, ме зачуди овај предходниот што беше, младичот тој Денис, што го чистел патот од некаде од Кичевскog па до Демирхисар, навистина честно и поштено работел, си ги заработил парите, бил платен, меѓутоа знаел зашто бил платен. Значи, работел. Патот бил чист и се било во ред. Меѓутоа, што се работи за ова, за прашањето. Па видете вака, нашите предпријатија слушат за да распишат тендер, побрвачки. Дали ќе ја добие еден или друг или трет. Тука е цела работа. То работат предпријатијата за одржување на патиштата. Ние сите плаќаме регистрација за одржување на патиштата. Има една графа таму во која што се плаќа и то. Значи, а сепак ќе налетаме на пат кој што не е чист, кој што не е добро. Не мора секаде да биде чисто, негде може да биде пропуст, меѓутоа да биде 90% пропуст, 10% чисто, то не личи на ништо. Значи, ние сепак плаќаме, ние сите. Благодарам за јавувањето. Уште една напомена, особено за гледачите кои што допрва ќе ги вклучиме. Само внимавајте на тајмерот. Го објавуваме на екранот, па можете да го мирите времето на излагањето. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на линија сте, повелете. Благодарам. Па да ви кажам најискрено, сега никој не оди на плажа, никој не бара купачи. Сега иде зима. Треба сите да бидат спремни. Ние возачите како возачи, треба возилото да биде со зимски гуми,
да има ланци и така натака, значи да не одиме со празен резервоар, се има своји правила и проби. Ако сите ги почитуваат, сигурно дека нема да заглавиме никаде. Меѓутоа, еве ке кажам, прошлата година скоро воопшто немаше снег. А си ги добија средствата тие што конкурираа за одржување на патиштата во зимски услови. Па сега нека ги потрошат и тие пари и од оваа година, нека ги дотерат патиштата онака како што треба и ние да одиме несметано. А не може ова секоја година тие немаме средства, недоволно средства, немаме одредна возила, не знам што. Па чекај, веќе ти кога си конкурирал, кога си дал, значи, барање, ти го удовариле барањето да го одржуваш тој пат. Тоа е твој проблем. Јас сакам да стасам на дестинацијата, значи безбедно. И патот треба да ми биде чист за максимум не дека за 1 сат, значи да биде расчистено, да може што се вика да се движи. Прво во една ленtica, па после и целиот пат да биде скроз очистен. Меѓутоа, нашите сите трчаат за парите, а за работата да не ја свршат. Еми се чини дека тоа не е во ред и 90 секунди, уште една напомена и секако за благодарување. Ке одиме повторно на Facebook, имаме уште еден коментар. Подсетувам, заследете го и профилот на Тилма телевизија на Facebook, каде што ние редовно ги објавуваме темите, па така и оваа денешна. На прашањето ако патиштата ни ги чистат трети лица, зашто ни користат тогаш јавните предпријатија? Петар Петровски напишал за вработување партиски клиенти, членови на партиските секти. А ние ве прашуваме, треба ли да се ангажираат трети лица или парите од тендерот да се користат за набавка на опрема и отварање нови работни места? Добар ден. Добар ден. Повелете. Сега, кој пари од тендерот, провизијата ли да се искористи за набавка на опрема? Вие кој имате тендер, идете стриктно, сега така ви е напишано дека малку, значи идете стриктно или тендер за опрема, не знам овако кој се ангажираат трети лица, за да се ангажираат трети лица се дава добро, тендер. Па да ви кажам, ако имаш ти тендер, ако добиеш, што ќе ти е трето лице? Значи овдека веќе е корупција. Треба да бидеме реални, да збориме отворено. Значи, ако имаш тендер за нешто не е битно, не знам, опрема, ове работни места не може тендер за набавка на опрема, онда зашто ти е трето лице да ти чисти ајде да го ангажираш, ако ти веќе си услужна дејност за това. Значи, тебе ти е тоа дејноста. Тука нема што тоа тебе ти да го правиш. Ова е веќе корупција, не знам како да кажам, контрадикторно доаѓа. И буквална корупција. Значи, мора да си... Не може они да немат опрема секоја година. Не можете... Таа опрема била стара. Ако била стара, има градежни фирми. Земи од градежните фирми и готово. Меѓутоа, па и тоа трето лице. Не можем ја стварно, секоја година велани немавме нигде снег, отидоа парите. Кај се тие пари што беа спремени, што знам таму за соидре други работи? Каде се парите? Еве сега истото се случува и со градоначелничкава на Скопје, трето лице ќе ја зима. Ве чекате зашто е таа улица и патишта, не можам да сватам. Зошто постои таа агенција? Благодарам многу за одговорите. Ке ги вклучиме сега и твитерџи, секогаш се, знаете, во свој дух, малку знаат да бидат и цинични, саркастични, шегубини, но како и да почнуваме со твитот на Мацко, низ фотографија. Напишал: Македонија пат за прв пат во поновата македонска современа историја беше затечена и изненадена од обилните снежни врнежи, кои беа најавени уште во август месец. Сили Свесте Твитс напишал: ке привлечеме големи светски компании во Македонија, некои патишта се затворени за тешки возила. Ние секако сме отворени за вас. А ако имате лични искуства од овој снежен викенд и секако одговори нашата прашање, ве очекуваме во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас лично за саботата ведна пат, значи Гостива Кичево, баш кога беше на времето, не е проблем значи до Македонија пат, проблем е до самите граѓани. Тој еден од возачите немаше зимни гуми, лево, десно се беа тоа хас.
Значи, те полицијата да издастане, сите што се со летни гуми нацет. Тоа е тоа. А во однос на тоа што се ангажираат трети лица или еве на тендери, а парите? Нема потреба од трети лица. Македонија пат ја брка работата, така да се е тоа до возачите. Сите беа со летни гуми, најавено имаше дека ќе има невреме, тоа е тоа. Тоа е се? Да. Благодарам многу и за вашиот вкусно јасен одговор во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушаме. Добар ден. Ме слушаш? Да, повелете, ве слушаме. Вие не ме слушате. Благодарам што ме уклучите. Повелете. Сега ќе ви кажам како е сега, како беше во време на Југославија. Во државава наша нема ред. Политичарите само за ними мислят. Не мислят за луѓето. Затоа ја имам кажана и поетска творба за Југославија. Кога беше Цвеќе Миризливо, беше Ракска градина. Зашто имаше ред тогаш. Сега немат ред. Политичарите само за ними мислят. Да земат плата, да седне, да си јадат и тоа ништо друго. Не мислят за народот. Во секоја фирма треба да имат ред во работата. Ако имат ред во работата, немаш да биде вака. Секогаш во зимно време паѓа снег. Во зима не паѓа снег. Јако бев учител во Збажди, од присојбени децата до Збажди. Пешки. Ама тогаш имаше ред во државата. Тога беше Југославија. А што ние според вас што не можеме ред да имаме? Немат ред политичарите, овие не се за политикава. Мислят само за себе. За да земат пари, да ја зголемат платата која што ја зголемие, да си јаде таму и да си пијат. А сега ја од Бичево, едно село до Струга, да дојдам таму Требит, кај не ми да ја дам. Благодарам за јавувањето. 90 секунди и подсетуваме. Ајме Хана што напишала на Твитер. Си се качал во шлепер некогаш или мора да се одминуваат отиако застанат на вашето несработено во наводници се извинувам чисти патишта, после ќе тргнат у мај. Ке се стопи снегот. Функција ви дале, ама основни работи не ве научиле в партија. Ова е практично коментар каде што е објавено низ наслов се огласи директорот на Македонија Пат. 3 шлепери се претекнуваат при забрана за товарни возила. Како и да е, продолжуваме со вас, каде всушност кој ќе биде вашиот одговор зошто всушност се ангажираат трети лица при постоење на јавни предпријатија, дали тие пари од тендер за ангажирање на трети лица можат да се употребат за модерна, современна, секако луксузна опрема, ефикасна и секако за нови вработувања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поради многу бабици децата искача килаво. Ние во државата имаме 2 јавни предпријатија за патишта. Тоа е Агенцијата за државни патишта и Македонија Пат. Двете се јавни предпријатија. Ајде нека ми ги каже тој што ги формираше, кои се надлежностите на едното, кои се надлежностите на другото. Ќе видите дека е исто. Се е исто, само никој нема одговорност. Еве, земете кога одите по автопат, ви наплаќаат ли патарина? Кој ја сноси штетата ако вас ви искочи диво животно или животно на автопат? Донесува закон дека вие сте крив како возач. Е, така ви е и ова со ангажирање трети лица. Тога се прошиме ако ангажираме трети лица, зашто за косење треба? За подкасрување гранки, за чистење овакото. Зашто тогаш постои за поправка на дупки на патишта, за мрежа, за се? Зашто тогаш постои Македонија Пат, сакам да прашам? Или зашто постои Агенцијата за државни патишта? Некој да ми објасни тогаш онако. Тоа ти е таа администрација, трупање на администрација, клати врата, зима и плата и после зато се вика, се вели дека нема пари за ова за она. Понапред како функционирало Македонија Пат како едно предпријатие со испостави.
Меѓутоа сега тоа е проблемот. Тука сите сакаат да работат во јавна администрација, никој не сака да работи. Еве, на Македонија пати ги земаа патарината, сега Агенцијата за државни патишта наплаќа патарина, ама никој не одговара за штетата што ќе настане на автопатите. Понапред одговараше Македонија пат. Таа ја плаќаше штетата што вршено е било тоа. Сега никој не ја плаќа таа штета, вие сте крив. Благодарам за јавувањето. Еве уште еден твит. Седо Перо напишал: сообраќајот на сите автопати, магистрални и регионални патишта во Република Северна се одвива непречено и без застој. Почисти и на места влажни коловози. Во клисурите е препорачено внимателно возење поради појава на мраз и остатоци од замрзнат снег. А ние ве прашуваме во црвена линија, но снег не очекува утре. Дали повторно и утре ќе бидеме изненадени? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Дали утре со снегот повторно ќе бидеме изненадени? Па можеме ако спиеме, ако не работиме. Че не изненади, нас секогаш не изненадуват. Јас го поздравам и овој пред мене говорник, му свака час изјасни многу работи и оне што ја пофали бивша Југославија, работењето на Македонија, па се согласувам. Одговорноста, законот треба да постои, да сноси одговорност, па да види раководителот како се стануваат директор и раководител на Македонија пат, а не партиски лепаш на плакати кој нема поим што значи Македонија пат. Одржување на патишта. Ајде бе, кој се извинувам да не ми излезе некои зборови без веза на овие години мои, да ти кажам нешто. Го полудеа овој народ, овие партии. Без разлика која да е и опозиција. И опозицијата се исти, и овие се исти. Така да овој народ полуде. Како може да ги изненади снегот во зимски период? Готово, уште 20 дена влегуваме во зима. Па знае, метеоролозите предназираат. Ајде, зошто се ангажираат трети лица при постоење на јавни предпријатија? Па тоа е тендерска работа. Мора да се крадат пари од буџетот, од касата на Република Македонија. После влези даноци, прави ова, прави она. Како тоа? Кај го има трета фирма ќе влезела? Па тие има тендери. Тендерите знаете како се земаат. Земи го тендерот, дефек ми е камионот или со еден камион. Нема, овде нема функционалност. За жал, ние ништо. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Ривер на Твитер. Да беа бугарите во Уставот, сега ќе имавме чисти патишта. А зошто всушност трети лица ги чистат патиштата при постоечките јавни предпријатија задолжени за тоа? Добар ден. Добар ден. Повелете. Па третите лица... Намалете го тонот на телевизорот? Намали го телевизорот. Третите лица се многу способни за чистење снег, нарочито на Струмичкиот регион, отие на пратеничка Син. А Скопскиот регион е началник на полиција. И затоа тендерите така идат. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. И возилата се многу јаки, најдени на некој паркинг плац валја, али морат они да го земат тендерот. Со способни возила не никој земала. Има прифатни фирма со способни возила, ама не може да зема тендер. Оти не се началници или син на пратеник. Дали вие си обезбедивте зимска опрема? Да. Така, дали може би ви имавте лично искуство викендов? Да. Со снегот. Па како тоа беше? Тоа ми беше зборот какви возила има и затоа така видна. Така, како беше, еве споделете? Никако. Се застана на Струмичкиот регион што чисти фирмата трето лице, како знаци по патот остана дефект. А Скопската па некои ги отера по некои патишта селски тамо. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Видете кај зата и работава. Прошла година
Македонија пат имаше издвоено 400.000 евра за одржување на патот, тревки да куби, шушки некои што висат, зима ако фати нешто, 400.000 евра. Ова година одвоиле 2.400.000 евра. Зато патиштата не може да ги очистат, затоа што со тие 2 милиона разлика што ги одвоиле, одат на друга страна и немат време за патишата да ги чистат. Македонио, со главата удолу возиш, не со крената глава, во пропаст, во провалија. Ето, дојдо на трапници, арами, кодоши... Кажете ми како го коментирате тоа што голем дел од граѓаните не беа подготвени со зимска опрема, иако од 15 ноември е стартувана напоменат? Тука можам да кажам дека преку 60% луѓето не се дисциплинирани. Прво, од економска природа, уши немаат пари да купат зимски гуми, може би синџири немаат пари да купат, може би од алькавост некој не си носат опрема. Има тука повеќе варијанти што луѓето така се не све. Големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Дојде и времето за реклами. По рекламите останува да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм стори анкетата на прашањето нов снег не очекува утре, дали повторно ќе бидеме изненадени. Со да одговори 83%, со не 17%. Секако некој од вас во продолжение ќе биде само воодушевувачки изненаден, затоа што може да си освои нова микропечка. Унаму каде што единствено можеме да бидеме затрупани од награди е Заврти на Телма, квизот кој што почнува веднаш по Црвена линија. Така да од тука им се заблагодарувам на сите вас кои што земавте учество, ама и топло и драго ќе ми биде да ве поканам во Заврти на Телма, па се разбира да одговарате на неколку прашања и да си се подновите со многу вредни и убави награди. Ама јас сум тука малку и да подкажам и да ви помогнам тоа да го исполните. Ке има вакви прашања во денешното издание на Заврти на Телма. Кој јунак се крие под црна маска и со мечот остава знак како буквата З? Ке има и вакво прашање. Кој холандски град се нарекува Венеција на север? Дополнија поговорката. 2 жени пазар, 3 жени. Што? Тоа вие ќе кажете. И секако во кој град се чува еталонот од еридиум и платина за единицата маса од 1 килограм. Секако немам премногу да тежи една микропечка, да се понесете дома, а мене да ми донесете 3 точни одговори. Тоа за многу кусо време во Заврти на Телма. Се гледаме.